Јас сум родена со телесен инвалидитет. Инаку, моите родители не веруваа во Господ. Иди малку натаму. Јас сум родена со телесен инвалидитет. Инаку моите родители не веруваа во Господ. Тогаш јас отидов во Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско. Таму се школував. Таму почнав да пишувам. Инаку јас знаев дека знам да цртам со уста, многу се срамував, бидејќи мислев што ќе кажат луѓето за мене. И така дојдоа едни жени од Муртино, исто така и брат Аце Митев. Они проповеда во Струмица. Исто така имаше еден американец, дојде за Божич, свиреа божични песни. И они ме праша како може да ми помогнат на сите нас, дека го знаат Господ Исус Христос. И јас им се приближив и ме реков, каков Господ, кога Господ не постои. Ако постоел Господ, зошто сум јас ваква? И тие ми дадоа Библија. И така јас почнав да читам Библија. Но пред тоа заборавив да кажам дека многу пушев цигари. Бев многу разочарана од животот. Бев во депресија. Но тие луѓе многу ми помогнаа. Кога ја прочитав Библијата, сознав дека јас не сакам да бидам разочарана. Кога ја прочитав Библијата, тогаш дознав дека Господ навистина пострада на крстот, беше понижуван заради мене. Јас тогаш се срамував самата и си велев, зошто јас така да го живеам животот погрешно? Зошто да не го прославам, да им докажам на луѓето дека ете, не можам ништо, не можам ни со рацете, ни со нозете, не можам да одам, но ете, сепак имам дарба да цртам, да пишувам. И кога се обратив, кога поверував вистински во Господ, тогаш мојот Бог ми помогна, ете, јас многу луѓе запознав, многу пријатели запознав и му благодарам на Господ, затоа што навистина Господ постои. Ете, моите дела покажуваат дека навистина Господ постои. И нека моја слава и вечна слава на Господ Исус Христос. Амин.